Почитувани представници на медиумите, изминатиот период покажавме како министерство дека здравствените политики ги базираме на факти. Успешноста на нивната имплементација ја одредуваме врз основа на мерливи индикатори. Токму денеска, заедно со шефот на канцеларијата на Светска здравствена организација во земјата, Аки Мали, представниците на УНИЦЕФ, госпоѓа Лесли Милер, и УНФПА, Јованка Брајовиќ Григориевиќ, и председателката на Комитетот за безбедно мајчинство, Ирена Алексиовска Папестиев, сакаме да информираме за резултатите од извештајот на меѓу агенцијската група на Обединетите нации за проценката на смртност кај децата. Овој глобален извештај за 2025 година, кој беше објавен вчера, покажува дека Македонија е рангирана меѓу најдобрите земји во светот во намалување на неонаталната смртност при кај децата од 5 години. Нашата држава е прикажена како успешен пример за намалување на неонаталната и смртноста на децата од 5 години на глобално ниво, како резултат на заедничките активности и координацијата на Комитетот за безбедно мајчинство при Министерството за здравство и партнерите Фондот за деца при Обединетите нации, Светската здравствена организација, Фондот за население на Обединетите нации и партнерите. Глобалниот извештај за 2025 година покажува дека стапката на смртност кај новородечињата за неполна деценја е намален за 87% од 8,1 на 1,1 смртни случаи на 1000 живородени деца, а стапката на смртност кај деца под 5 години е намалена за 75% од 11,1 на 2,8 на 1000 живородени деца. Овие резултати се показател дека како креатор на здравствените политики, Министерството за здравство е на добар пат во унапредувањето на здравствената политика и заштита на мајките и децата. И со тоа и намалување на стапката на неонатална смрт во земјата. Изминатиот период имплементирани се повеќе мерки за зајакнување на итна акушерска нега и нега на новороденчиња, ажурирање на клиничките протоколи во земјата, подобрување на практиките за реанимација на новороденчињата и превенција на инфекции, како и зајакнување на подготвеноста за транспорт. Воедно беше имплементиран и мастер планот за перинатална нега 2020 година 2030 за операционализација на стратифицирана перинатална мрежа според ризик и овозможување континуирано унапредување на квалитетот на сите нивоа на здравствената заштита во земјата. Благодарност уште еднаш и ги поканувам председателите на Комитетот за безбедно мајчинство и шефот на канцеларијата на СЗО во државата да се обратат.